Со децении гласачите во Охајо го поддржуваа претседателскиот кандидат кој победуваше на изборите. Сојузната држава стана главна за претседателските кампањи, делумно затоа што отсликува голем дел од Америка, вели професорот по политика на Универзитетот на Синсинати Дейвид Нивен. Охајо има огромна земјоделска и производствена база и регионална економска разновидност, така што гласаше многу како Америка, бидејќи нејзината економија беше многу слична на Америка. Гласачите во Охајо два пати го избраа Барак Обама за председател, а потоа го поддржаа Доналд Трамп во неговата победа во 2016 година. Но кога Охајо повторно гласаше за Трамп кога тој изгуби во 2020 година, сигнализираше промена на сојузната држава кон поконзервативна политика, вели републиканскиот стратег Боб Клек. Секогаш имаш услови за републиканците да станат подоминантни во Охајо, но мислам дека работата со Трамп само го засили и го зголеми тоа. Гласањето денес е многу позасновано на демографска основа отколку кога Обама беше на функција. И тие демографски податоци го посочуваат Охајо во републиканска насока. Побел, помалку образован и постар од државата. Тоа е предизвик за актуелниот американски сенатор Шерод Браун, кој последен пат победи на изборите во Охајо пред 6 години како либерален демократ. Денес вредните жени и мажи од Охајо гласаа да ја продолжиме нашата заедничка борба уште 6 години. Сите вие и покажавте на земјата дека прогресивците можат да победат и одлучно да победат во најважната држава. Овој пат Браун се кандидира против бизнисменот Берни Морено. Републиканците сакаат да ја вратат контролата во Американскиот сенат. Морено им кажа на приврзаниците дека ја носи својата поддршка од Доналд Трамп како значка на честа. Се прашувам дали Шерод Браун со чест ќе го носи гласачкиот рекорд од 99% со Џо Бајден. Една светла точка за демократите е колку силно гласачите од Охајо минатата година го отфрлија републиканскиот притисок за ограничување на абортусот во државата. Активистката за репродуктивни права Вероника Ингам вели дека резултатот покажал отижителите на Охајо гласаат надвор од нивните политички партии. Американците го поддржуваат правото на абортус и ќе излезат да гласаат за заштита на ова право. Гласачите всиноќа јасно ставија до знање дека ова не е партиско прашање. Жителите на Охајо низ политичкиот спектар не сакаат владата да биде вклучена во нивните лични одлуки за здравствена заштита. Но поврзувањето на републиканците во Охајо во однос на репродуктивните права можеби нема да се преслика во оваа претседателска трка. Кога на гласачкото ливче ставате прашање од основни вредности, жителите на Охајо се конвенционални, умерени до либерални. Тие не се цврсти конзервативци, но кога ги ставате кандидатите на гласачкото ливче, тие сигурно гласаат за републиканци. Тоа е една од чудните неусогласености на политиката. Во оваа претседателска трка, просекот на анкетите на Real Clear Polling покажува дека Трамп има 10 поени предност пред Бајден во Охајо.